Почитувани, оние, чии што родители ја предизвикаа сиромаштијата и го направија Велес најсиромашен град, денес држат пресконференции покажувајќи лажна грижа за нашите сограѓани. Прашуваме со кој образ го прават тоа. СДММ на одржаната пресконференција во петокот изнесе низа невистини со кои тие повторно го покажуваат вистинското лице. Очигледно, младите од СДСМ го следат примерот на нивните постави и колеги, ширејќи невистини само за да дојдат на власт. Тоа е нивен стил и така нека продолжат. Тоа е она што се разликува од нас. Во интерес на вистината, ќе кажеме дека токму во периодот на владење на СДСМ имаше невисока невработеност. Во 2006 година, кога граѓаните ве казнија на избори, невработеноста во Велес беше на рекордно ниво досега и изнесуваше 15.447 невработени. Денес бројката на невработени е далеку помала. Денес во Велес има 12.488 невработени, или приближно 3.000 помалку од годините кога вие бевте на власт и го диктиравте развојот на државата. Затоа престанете да манипулирате со граѓаните. Тие не заслужуваат таков лицемерен однос. Го поставивте прашањето како власта се грижи за нас младите. ВМРО-ДПМНЕ има со што да се пофали. Зад нас стојат низа на реализирани проекти со кои што се подобрува животот на младите луѓе во државата. Ќе наброиме само неколку од нив. Отворени се дисперзирани студии во повеќе градови во Македонија, меѓу кои и Велес. Денес Велес е студентски град со повеќе од 2000 студенти. Зголемени се бројот на стипендии за студенти и средношколци во Велес. Во времето на СДСМ, општината доделуваше 3 стипендии, а сега, благодарение на амандманот на нашите советници, по 8 стипендии. Компјутер за секое дете. Вучери за компјутери за лица со ниски примања. Секој студент може да основа своја фирма за 250 денари, а не како досега за 1190 денари. Можност за волонтирање во сите владени институции. Изготвување на прв акцијски план за промовирање повеќе и подобри работни места за 135.000 млади на возраст од 15 до 29 години. Бесплатно средно образование, стипендирање на студенти кои ќе сакаат да го продолжат своето образование на еден од првите 100 универзитети рангирани според Шангајската листа од 2011 година. Има уште многу проекти со кои што ВМРО-ДПМНЕ инвестира во младите. Има уште многу проекти со кои го подобруваме животот на младите во Македонија. Ја разбираме нервозата на СДСМ од ваквата ситуација и од фактот што не постои ниту еден реализиран проект кој се однесува за младите луѓе со кои тие можат да се пофалат. Затоа се обидуваат да ја извртат вистината. Почитувани, додека СДСМ се обидува да собира ситни политички поени ке младите луѓе во градот и во државата, служејќи се со невистини и лаги, ВМРО-ДПМНЕ бескомпромисно ќе продолжи да работи за подобрување на животот ке младите. Давајќи доверба и мотив на младите, ВМРО-ДПМНЕ инвестира во Македонија. И така и ќе продолжиме и во иднина. И тоа е оно што младите луѓе го препознаваат кај нас и за кое неколку пати поред ни ја даваат поддршката. Ви благодарам.